Планираниот договор помеѓу Сдруженијето на професионални голфери на Америка и Фондот за јавни инвестиции поддржан од Саудиска Арабија ќе создаде фонд за јавни инвестиции од 620 милиарди долари, за кој американските законодавци велат дека може сериозно да ја ограничи слободата на говорот на спортистите. Athletes like the PGA Tour. Спортистите, како играчите на PGA Tour, се пример. Тие се амбасадори на нашите вредности и институциите што не засегаат денес. Тие се од витално значење за нашиот национален интерес и да бидат преземени од репресивен странски режим, секако е прашање за нашата национална безбедност. Семејствата на жртвите од терористичкиот напад на 11 септември и активистите за човекови права кои протестираат против убиството на новинарот Џамал Кашоги исто така се противат на употребата на така нареченото спортско наметнување од страна на Саудиска Арабија, за да се обиде да ја поправи својата меѓународна репутација. Еден аналитичар изјави за Гласот на Америка наметнувањето на спортот е се помоќна алатка за обликување на перцепциите на јавноста. Тие сакаат американците, кога мислат на Саудиска Арабија, да не размислуваат за бруталното убиство на Џамал Кашоги, туку да мислат за голф, за професионален фудбал или за уметноста. Саудиска Арабија сака да го промени наративот. Но представниците на ПГА им рекоа на законодавците дека претходниот договор е подобар. Мојот страф е дека ако не постигнеме договор, тие веќе вложуваат милиарди долари во голф. Представниците ги уверија законодавците дека конечниот договор ќе го задржи Сдруженијето под нивна контрола. Рамковниот договор содржи важни заштитни мерки кои гарантираат дека турнирот ќе функционира фундаментално, како и денес. Самиот турнир ќе ги контролира своите операции. Многу републикански законодавци тврдат дека договорот е меѓу приватни субјекти и не треба да го засега Конгресот. Ниту една сума на пари не може да ја измие дамката од бруталниот атентат на Кашоги и другите прекршувања на човековите права, но би било крајно неправедно да се очекува PGA Tour да ја држи Саудиска Арабија за одговорна. На крајот на краиштата, секој што вози автомобил или користи нафта, помага да се полни касата на Саудискиот јавен инвестициски фонд. Доколку договорот се реализира и продолжи да ги загрижува американските законодавци, Конгресот би можел да го отповика статусот на турнир на ПГА, ослободен од данок и да ги истражи можните прекршувања.